Вести на Канал 8. Добар ден. Здруженијето на оризопроизводители Бело злато се уште чека на одговор од надлежните во Министерството за земјоделство и од откупувачите за цената за килограм арпа. Во меѓувреме, членовите на Здруженијето започнаа со организирање средби со земјоделците од селата во Кочанскиот регион, а на кои се разговара за актуелните состојби и проблеми во производството и пласманот на оризот. Помина договорениот рок во кој откупно преработувачките предпријатија требаше да се изјаснат која е минималната цена што ќе ја плаќаат за килограм откупена арпа, но земјоделците се уште не го добиле одговорот на тоа прашање. Иако на средбата во Министерството за земјоделство, на која присуствуваа представници од Здруженијето на оризопроизводители Бело злато и на независниот синдикат на индивидуални земјоделци, било договорено уште во текот на минатата недела откупувачите да го кажат својот став за цената, тоа досега не е испочитувано. Поради тоа, земјоделците велат дека повторно се изманипулирани и пред да преземат на тамошни активности, бараат нова средба во ресорното министерство. Тие ветија дека ќе има откуп и цена, него сето тоа си остана само празно ветување од нивна страна. Сега ние нареден чекор поднесовме ново барање до Министерство за земјоделие, на кое што се уште немаме добиено одговор за прием кај заменик министерот Костадиновски во кабинетот. Што ќе барате на таа? Нашите барања се едно и единствено. Жетвената сезона е при крај, значи откуп на оризовата арпа и цена. Тие се клучни барања едно и единствено. Борисов вели дека досегашните цени за откуп на арпата, што се движат од 9 до 13 денари, се нереални, затоа што се под трошоците за производство за кои министерот Цветков констатирал дека се околу 25 денари за килограм. Во меѓувреме, Здруженијето Бело злато започнало со организирање средби со земјоделците. Тие ќе се одржуваат во наредните денови со почеток од 18 часот во селата во Кочанскиот регион, каде што се произведува ориз, а зашто веќе е изготвен и распоред. Самите земјоделци можат да се информираат и во канцеларијата на Здруженијето во трговскиот центар во Кочани, но и да добијат телефонско известување кога тимовите на Бело злато ќе престојуваат во нивното населено место. Целта на средбите, вели Борисов, е производителите на ориз да бидат информирани за сегашната состојба, а со нив ќе се бараат и заеднички ставови како понатаму да се действува. Оризопроизводителите одгледувањето на оризот го работат со загуба и затоа за 2017 година се на дилема, ако остане оваа цена, дали ќе се оризовата култура. Значи ние како здружение ќе го обавестиме директорот на водостопанското предпријатие поддржката Кочани, ќе го обавестиме градоначалникот и советот на општина Кочани, дека за 2017 година со овие цени нема потреба да ни акумулира вода за сејдба на ориз. Али со поддршка на поголем дел од земјоделците. Од Здруженијето на оризопроизводители очекуваат до крајот на оваа недела да се сретнат со заменикот министер за земјоделство. Велат дека по средбата треба конечно да биде познато дали ќе се почитува ставот од и килограм арпа не треба да се откупува под границата од 20 до 25 денари. Мостот на река Брегалница кај Зрновци ќе започне да се гради. За тоа време, општина Зрновци ќе започне со поставување на бетонски пропусти, како можност за сообраќајно решение преку реката Брегалница за лесни моторни возила. Новиот мост ќе биде со должина од 100 метри и широчина од 6 метри. Мостот на река Брегалница, што ја поврзува општината Зрновци со Кочани и источниот регион, ќе започне да се гради. На местото на стариот и дотраен мост, кој што страдаше од поплавите во февруари минатата година, ќе биде изграден нов мост во должина од 100 метри, со широчина од 6 метри, и истиот ќе биде изграден на носечки 8 столба. Изведувач на работите ќе бидат компаниите Фросине и Гранит од Скопје. Ова на пресконференција го истакна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков, кој по одржаниот собир со жителите на Зрновци најави негова изградба, но истакна и тоа дека од самиот почеток за подготовка на изградбата на мостот беше предвиден помошен премин изграден од бетонски пропусти со цел да се поминува со лесни возила низ реката Брегалница.
кажат дека мостот ќе мора да биде струшен за да може да се отпочне со работите. Меѓутоа дека исто и понатаму ќе работиме на тоа да биде поставено ново алтернативно решение со бетонски пропусти, за кое нешто, еве и тоа сакам да го кажам, дека неколку фирми, десетина фирми веќе се произнесуваат дека не е погодно местото за постување на вакви пропусти, дека сепак тоа ќе биде ризично, да веќе една фирма ми има позитивно одговорено, значи сакајќи да ни влезат во пресред, значи тие најверојатно ќе се обидеме да го сето ова алтернативно решение решиме со постување на овие пропусти, така да очекувам дека деновиве ќе бидат донесени сите овие бетонски пропусти и ќе започнеме, значи паралелно, додека мостот се руши, паралелно да бидат поставени, да биде решена некаква алтернатива. Како општина, неколку пати се обиделе да го забранат движењето по мостот, но жителите постепено почнаа да ги отстрануваат барикадите и целосно да го користат мостот кој беше забранет за употреба. Навистина, значи овде сакам да потенцирам дека мостот е оштетен, а предупредени сме дека може да дојде до целосно рушење на мостот. Мостот е навистина опасен. Јас од тие причини свикав собир на граѓани во саботата навечер. Драго ми е што навистина присуството беше многу големо. Мојата намера и цел беше, значи, да ги известам граѓаните за новото сообраќајно решение. Меѓутоа дека и понатаму не се откажуваме од идејата за поставување на бетонски пропусти кои што би биле своевидна алтернатива, барем, значи, во одреден период додека не се зголемат водите во реката Брегалница. Финансиските средства се обезбедени од Европската Унија од програмата за штети од поплавите 2015. Овие средства се добиени преку UNDP, која спроведува тендерската постапка за реализација на мостот. Градоначалникот Станков истакна дека од објективни причини избраниот изведувач, компаниите Фросине и Гранит не започнале со работа, бидејќи се уште во процедура било обезбедувањето согласности од надлежните институции за да започнат работите на мостот. Инаку и покрај бурните реакции од одредени граѓани на собирот, сепак жителите на општина Зрновци на заедничкиот собир беа категорични во оценката дека крајно време е проблемот со мостот на реката Брегалница да биде решен. Кривична пријава од полицијата во Велес заработи 26 годишен кучанец, кој е осомничен дека поседувал наркотични средства. Полицијата го товари дека вршил и трговија со нив, а случајот бил регистриран кон крајот на март годинава. Секторот за внатрешни работи од Велес поднесе кривична пријава против 26 годишниот ТМ од Кочани, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 23 март годинава, околу 15 часот и 45 минути, во влезот на зграда лоцирана на улицата Славко Ѓорѓиев Сватот во Велес, полициски службеници извршиле преглед над пријавениот, при што кај него пронашле 36 таблети екстази. Во разговорот со полицајците, момчето од Кочани рекло дека таблетите ги купило од непознато лице од Благоевград, Република Бугарија, по цена од 60 лева. Во меѓувреме по телефон му се јавила СЛ од Велес и му рекла дека и требаат таблети, за што се договориле секоја таблета таа да ја плати по 300 денари. При тоа велешанката порачала осумничениот ТМ да ја донесе вкупно 36 таблети. При извршениот претрес во домот на СЛ биле пронајдени 3 таблети екстази и едно најлонско пакување со тревкаста материја. За откриените предмети, таа изјавила од екстазите ги набавила од известно лице со иницијали ТМ од Кочани, додека марихуаната од лицето АН од Велес. Од извршеното вештачење над одземените предмети било утврдено дека се работи за опојна дрога марихуана во количина од 1,29 грама и 3 таблети амфетамин, што и биле одземени на СЛ од Велес. Исто така, уште 36 таблети амфетамин му биле одземени на осумничениот ТМ од Кочани. До крајот на оваа недела трае рокот во кој сточарите можат да поднесат пријава за добивање субвенции за произведените количини млеко.
Исто така, овој период важи и за собствениците на кокошки несилки, за да аплицираат за производството на јајца во изминатото 3 месече. В петок истекува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од мај до септември оваа година. Според информациите од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Субвенциите за предадени количини млеко до крајот на мај веќе биле исплатени, така што во наредниот период треба да започне исплатата за наредните 4 месеци. Од агенцијата ги потсетуваат млекопроизводителите дека барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Ова е последно аплицирање за мерката за оваа година. Следното е по нова година, кога сточарите ќе аплицираат со количините на произведено и предадено млеко во последното тромесечје од годината. Инаку, вообичаено во овој период има известно намалување на производството на млеко, за што причина е јагнењето на овците. Поради тоа и бројот на апликанти во просек е понизок за околу 30% во однос на другите 3 месеца во годината. Инаку, до крајот на оваа недела завршува и рокот за поднесување барања за добивање субвенции за кокошки несилки, внесени во капацитет за производство на јајца во периодот од мај до септември оваа година. Висината на поддршката изнесува 100 денари и таа се однесува за секоја купена и внесена несилка во одгледувалиште на кокошки несилки што се користи за производство на јајца. Продолжуваме со култура. Пред кочанската публика во Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна представата Љубовници во изведба на актерите од Македонскиот народен театар. Станува збор за љубовна представа која што зборува за емоциите кај луѓето. Во салата на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше одиграна театарската представа Љубовници по текст и режија на Катерина Коцарска во изведба на актерите од Македонскиот народен театар. Актерската екипа ја сочинуваат Билјана Беличанец, Алексик, Драган Спасов Дац, Зоран Љутков и Маја Велковиќ Пановска. Темата на представата е љубов, а преку љубовта се открива најскриеното и најубавото во нас. Љубовници е драма за љубовта и за бракот. Се зборува за најдлабокото и најнепознатото во секој од нас, емоциите. Судбината на бракот ја кројат двајцата, ја кројат семејствата, ја крои општеството, ја кројат болестите, вели актерот Драган Спасов Дац. Една љубовна представа која што говори за љубовта. А љубовта е нели една широк поем на љубов. Има разни љубови. Љубов има кон дете, кон девојка, кон мајка, кон татко, кон брат, кон жена, кон друг маж и така натаму. Значи, љубовта е универзален збор. Оваа представа говори за една посебна љубов. Многу интересна и оние кои што нема да ја видат евентуално вечеро, ќе видат некојаш кој ќе дојдеме пак во Кочан или евентуално во Скопје во Македонскиот народен театар. Актерите од Македонскиот народен театар во моментов работат на представата Тартив во режија на Гален Стоев, чија премиера е планирана за 8 и 9 декември. Средните училишта од Виница и Крива Паланка ќе соработуваат и разменуваат искуства во областа на театарот. Соработката започна со гостување на средношколската актерска група во Виница. Театарот ќе ги зближува средношколците од Виница и Крива Паланка. Соработката започна со гостување на средношколската актерска група во Виница. Пред своите врсници, учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров настапија со представата Тартив, работена според истоименото дело на Молиер. Оваа заедничка соработка започна пред 3 години со вашиот колега, вашиот професор, мислам од градот Виница, професорот Славчо Лазаров. Се запознавме на државен надпревар, таму разменивме неколку искуства, почнавме да соработуваме малку преку социјалните мрежи, така што еве дојдовме со театарската представа Тартив од Молиер, која што ја имавме подготвено за патрон празникот на нашето училиште.
Театарската група од ова училиште со представата Ревизор има освоено и меѓународна награда во Бугарија, а резултатите на овие средношколски актери се плод на соработката со доајенот во театарската уметност Милица Стојановска. Морам да бидам искрена дека представата во Прокупле, Република Србија, беше преубаво прифатена. Жири комисијата беше изненадена од нашата представа, бидејќи сепак средно училиште, ние сме професорки, ние сме режисерки, децата се деца, младинци, не се вистински актери, а покажаа професионализам. Сакам да ја откриам тајната на нивниот професионализам, а тоа е соработката со големата Милица Стојанова, доајенот на македонската театарска уметност. Оваа меѓуучилишна соработка започна од Виница, а средношколците и имаше што да чујат и видат од своите врсници, така што веќе се кројат планови за возвраќање на посетата со некој училишен проект. Празникот Свети Лука го слави само Виница, каде се гради истоимената црква. Владиката Иларион од таму порача Свети Лука да биде патрон, заштитник на лекарите од Виница. Свети Лука да биде локален празник и заштитник на лекарите во Виница, а здравствениот дом да го носи името на овој светител, за кој Виница е првиот град во Македонија кој му изгради и посвети храм Божи. Со оваа порака владиката Иларион ја одржа првата божествена архиерейска литургија во црквата, чие осветување се најавува за следната година. Овој храм идната година ќе се дозаврши и идната година кога македонскиот православен народ го прославува најголемиот јубилеј 50 години од своето возобновување на својата мајка црква на древната Охридска архиепископија. Во лицето на Македонската православна црква ќе биде осветен, се надеваме, од раката на нашиот татко архиепископ Стефан, со повеќе архиереи, со повеќе броен клир на Македонската православна црква и со верен народ. И овој храм ќе остане за сведоштво низ вековите дека е подигнат во времето на големиот јубилеј. Овој празник локално тука во Виница да го прифатат за празник на лекарите, бидејќи сите лекари во татковината го слават празникот на Светото Благовештение, но тоа е генерално за целата држава. А ние можеме посебно, локално, во Виница да го прославиме празникот на Светиот апостол Лука, бидејќи тој бил лекар и е заштитник на лекарите, и тој да действува и да делува преку рацете на лекарите за телесното здравје, за доброто на нашите луѓе. Дај Боже, ако не од сега, од идната година веќе лекарите да се собираат во овој храм, еснав од лекарски, да има кум. Свети Лука е основачот на иконописот во црквата. Му беше сопатник и соработник на апостолот Павле се до неговата смрт. Со него патуваше и го проповедаше Христовото Евангелие и во Македонија. Дојде во Македонија да го проповеда Словото Божјо меѓу македонците, од кое што да го посее духовното семе, од кое што семе ние духовно израснавме и благодарение на таа апостолска проповед ние сме денеска православни христијани, чеда на едната света Вселенска и апостолска црква. Црквата Свети Лука за 5 години од почетокот на градбата го доби посакуваниот внатрешен и надворешен лик, благодарение на неколку луѓе кои континуирано ја поддржуваат изградбата на истата. Следува информацијата од спортот. Женската екипа на клубот за гимнастички спортови од Кучани го освои второто место на државниот надпревар во Скопје во конкуренција на девојчиња. Следниот викенд нашите гимнастичари ќе учествуваат на завршниот надпревар што ќе се одржи во Битола. На завршниот турнир во Б лигата за девојчиња што се одржа во Скопје, членките на нашиот клуб екипно го освоија второто место. Со тоа го потврдија квалитетот со кој располагаат и ветувањето оти ќе се потрудат да останат во врвот на домашната гимнастика.
Екипата на Кочани на завршниот турнир во Скопје настапи со 8 надпреварувачки, а второто место го освои во категоријата постари пионерки. Пред нашите спортистки беа нивните врснички од Битола, а на третото место се пласираа гимнастичарките од Прилеп. Инаку, државното првенство продолжува со настапите на останатите категории гимнастичари. За сабота е закажан есенскиот завршен турнир во А лигата за момчиња и девојчиња, како и во Б лигата за момчиња. Домакин на надпреварот ќе биде клубот за гимнастички спортови Партизан од Битола. Толку во вестите на Канал 8, останете и понатаму со нашата програма. Пријатна вечер.